Минатиот пат, некаде при крај, ги читавме стиховите во Исаија 6 глава, од каде што пак денеска би сакал да започнеме. Значи, Исаија 6 глава отворете. И ќе ги читаме првите 4 стиха. Стани, засвети, зашто твојата светлина доаѓа, над тебе блеска Господовата слава. А еве темнината ја покрива земјата и мракот народите. А тебе те осветлува Господ и неговата слава се јавува над тебе. Народите чекорат кон твојата светлина и царевите кон истокот на твојот сјај. Подигни ги очите, обзрни се, сите се собираат, доаѓаат кон тебе, твоите синови доаѓаат од далеку, ти ги носат керките во приградки. Видовме минатиот пат колку и каква вистина кажуваат овие стикови овде во Исаија. И разбравме колку е од голема важност она и што е најголемо дело за секој од нас, а тоа е изградбата на карактерот. Без тоа не може да се заврши она дело и налог за кој што сме повикани. Да го проповедаме Евангелието и да преку нас, со Божја помош, бидат доведени мнозина до спасение и до спознание на мудроста. Точно дека Светиот Дух е тој кој што ги осведочува луѓето. Не сме ние со некоја наша мудрост, меѓутоа и те како ние сме на многу важна алка во целиот тој процес. Значи Бог не избрал нас да однесеме таа радосна вест и сите ние треба да бидеме живи посланија. Луѓето треба Христа да го видат пред се во нас и тоа е она најсилна проповед. Ке цитирам сестра Елен Вајт, односно ќе ја парафразирам, таа вели дека нема светот да се обрати од она што се проповеда од катедрата, туку од она што црквата го живее. Значи, самото тоа кажува многу. Значи, многу поубедлива, односно најубедлива проповед е она жива проповед, односно самиот наш живот. И забележуваме во овие стихови дека таа светлина со која што светлиме ние не е нашата, туку тоа е Господ, Господовата слава, тоест неговиот карактер прикажан преку нашите животи. И навистина кон тоа треба сите ние да се стремиме. И сега, кога сме кај Христовиот карактер, сме ги спомнували овие стихови, но еве, бидејќи темата е во тој правец, повторно да спомнеме стих најнапред во 1 Петрово 2.21, каде што Петар, значи 1 Петрово 2.21, во овој стих, односно повеќе се, меѓутоа ќе го издвам овој како најзначаен за темата. Значи 1 Петрово 2.21, всушност во една реченица се опишува Христовиот карактер. 1 Петрово 2.21. Се извинам, 2.22. 22 стих е битниот. Тој, се мисли на Исуса, не направи греф и не се најде измама во неговата уста. И потоа, дори може да читаме и беше навредувам, не враќаше со навреди, кога страдаше не се закануваше и така натаму. Меѓутоа, за целта на нашата тема ќе се задржаме на овој 22-иот. Значи, тој не направи греф и не се најде измама во неговата уста. Во Софонија 3.13, значи, еден од малите пророци, Софонија, тој е пред Агија таму некаде, Софонија 3.13, вели остатокот Израелев нема да прави неправда и нека зборуваат веќе лаги во нивните усти. И, односно, во нивните усти нема да се најде веќе измамлив јазик. Дори во самата лекција денеска се спомнува некои вакви мисли, но еве забележуваме дека остатокот Израелев ќе има еднаков карактер како Христовиот. Нема да прават неправда, односно ќе бидат посветени, нема да прават греф повеќе и нема да се најде лага во нивната уста. Сличен стих наоѓаме во Откровение 14 глава, 5 стих, кај што ни се опишани 144.000, односно остатокот Израел, со други збори. Откровение 14.5 вели: и лага не се најде во нивната уста и тие се непорочни. Значи се без греф
и не се најде лага во нивната уста. Интересно е што во овие неколку стихови, па дури скок на Феден Исаија 53.9, кај што повторно се кажува за Исус дека не изусти лага и беше непорочен, а сепак го осудија. Интересно е што Господ и овде ја истакнува искреност. Гледаме овие стихови, значи сите. Да, тие се без грев, како што Исус бил без грев, но и се искрени, односно не лажат. Не се најде лага во нивната уста. Односно, Божиот народ, Божиот остаток бил и ќе биде народ со интегритет. Сега зборот интегритет се користи во повеќе контексти, но ќе прочитам што значи. Интегритет на латински, значи потполност, неделивост, зато се користи во суверенитетот, интегритетот на нашата држава, неделивост во таа смисла, безпрекорност, поштеност. Тоа опфаќа интегритетот. Колку сме ние луѓе со интегритет и каков ние впечаток оставаме во светот денеска, а живееме во еден страшен свет. Ќе прочитам некои истражувања и анкети што се правиле во Соединетите Американски држави. Се извршило истражување во кој што биле вклучени 70.000 студенти во Америка. Од тие 70.000, 70% признале дека препишувале. Мамеле на некој начин. Значи, 14% повеќе, овие истражувања се вршени некоја година предходно, значи, после 2000, значи во 21 век, што значи 14% повеќе во однос на 93-та, или цели 44% повеќе во однос на 63-та. И само по ова гледаме во кој прави соди светот. Значи, се повеќе луѓето прибегнуваат кон лаги, кон измами. Вели едно друго истражување во кое што биле вклучени 25.000 средношколци, покажало дека скоро 50% се согласиле со фактот дека, за да се успее, понекојаш треба да се лаже и мами. Значи, успехот е поврзан со такво нешто. Треба да лажете, треба да мамите, да се снаоѓате, како што вели народот, за да успеете. И ова тенденција не ги одминува ни возрастните. Еве едно друго истражување во кое што биле опфатени тамо некаде околу 2000, не сеќам на бројот, не го запишав, возрастни лица, значи анкета телефонска, во кој што 13% признале дека ја префрлиле вината на колегата за нешто што тие го направиле. 18% внеле лажни податци во своето CV, значи кога конкурирале за нека работа. 63% изјавиле дека биле болни, па не дошле заради тоа на работа, а тие всушност биле здрави. 71% лажеле кога биле прашани за мислење за изгледот од нивниот близок. Значи, да речеме, мажот, односно жената, најчесто го прашува мажот, дали сум убава, дали ми стои фризурата, добро или не знам што, и мажот, за да не предизвика проблеми, ќе каже, да, супер си. Значи, 71% лажеле дори во таква една прилика. И се поставува прашањето, колкумина од овие во анкетата лажеле? Дори на крајот, или биле искрени? Значи, дори може би бројот е поболем. Како и да е, пословици 12.22, еве ги неизбежните пословици и Соломон, кога се опрашање вакви некои практични, значи, моменти и поуки. Пословици 12.22. Зошто на Господа му треба народ со интегритет, и тоа со силен, цврст интегритет? Пословици 12.22. Одвратни му се на Господа лажливите устни, а му се мили кои зборуваат вистина. Лагата му е одвратна на Господа. Една од заповедите е не сведочи лажно против ближниот свој. Или ако во 6 глава пословици, кој што веќе ја поминавме, читаме кои 7 нешта му се гнасни на Господа, ќе видиме дека дури на 2 пати се спомнува лагата.
лажливи усни и вика сведок кој што шири лажно сведочи. Од каде започнало се тоа, кога станува збор за лагата? Во една прилика, во Јован 8 глава, главата што ја проучувавме некаде тамо полани можеби, во 8 глава, че читаме од 42 до 47, Господ Исус им се обрека на фарисеите, и тоа со силни зборови, им вели вака. Значи, Јован 8 глава, од 42 до 47. Исус им рече, ако Бог беше ваш татко, ќе ме љубевте мене, зашто јас од Бога излегов и дојдов, и не дојдов сам од себе, туку тој ме прати. Зошто не го разбирате моето зборување? Ги прашува. Затоа што не можете да ја слушате мојата наука. Вие потекнувате од вашиот татко ѓаволот и сакате да ги исполнувате желбите на татка си. Тој беше човекоубиец од почетокот и не остана во вистината, зашто нема вистина во него. Кога зборува лага, зборува од своето, зашто е лажец и татко на лагата. Не ми верувате мене, зашто ви ја зборувам вистината. Еве денеска една причина што луѓето не ја прифаќаат вистината е зашто се едноставно такви по природа, тие се лепат за лагата. Или ми е можеби посладка лагата. А не му веруваат на оној кој што зборува вистината. Во случајов Исус. Во многу случаи ние, самите, кога сведочиме, кога им проповедаме на луѓето, кој од вас ме обвинува за грев, продолжува понатаму Исус, ако ја зборувам вистината, зашто не ми верувате? Кој од Бога ги слуша моите Божите зборови? Затоа вие не ги слушате, зашто не сте од Бога, затоа што ваш татко е лукавиот. Исус јасно кажува овде. Татко на лагата е ѓаволот, од него почнало се. Како прво, најнапред лажал на небото. Да го ставиме небото, да се симнеме на земјата и уште во 3 глава Битие, како тој ги исположал Адам и Ева. Прво, гледаме уште во првиот стих од 3 глава Битие. Значи, 3 глава Битие, или 1 Мојсиева, 3 глава, 1 стих. Змијата беше полукава од сите полски животни, што Господ Бог ги направи. И таа рече на жената, односно ѓаволот изборува на жената. Што вели? Вистина ли е дека Бог рекол? Што е ова? Божјата вистинитост ја става под знак прашање. Ѓаволот сака да ги наведе Адам и Ева дека Господ е тој што лаже. А всушност во ситуација е се гледа, се знае кој лаже. Таткото на лагата, ѓаволот. Сака да ги наведе најнапред на сомнеш, и, значи ја става по знак прашање вистинитоста Господова. Потоа во 4 стих, што и вели змијата на жената, односно ѓаволот? На вистина вие не ќе умрете. Жената знае дека ако пробаат од плодот, забранетиот плод, ќе умрат. Така гласела заповедта Господова. Меѓутоа, ѓаволот вели, не, вие нема да умрете. Значи, повторно, Бог лаже, тој нема да ве суди за гревот, значи гревот не е ништо. Значи, праведноста Господова ја става по знак прашање. И потоа во 5 стих веднаш, добрината Господова ја става по знак прашање. Што вели во 5 стих? Вели, туку Бог знае, значи продолжува, навистина вие нема да умрете, туку Бог знае дека во оној ден кога ќе јадете од него, од плодот, значи ќе ви се отворат очите и вие ќе бидете како Бога, распознавајќи го доброто и злото. Значи ѓаволот сака да им каже на Адам и Ева, Господ сака да го задржи доброто од вас. Замислите си, Господ им дал се, задржал само едно дрво и сега ѓаволот доа ја успева да ги прелаже, сакајќи да им каже дека задржувајќи го ова дрво од вас, тој го задржува доброто од вас. Значи Господ не е добар. За да истиот тој, Сатана, следниот момент кај што се среќава е во книгата на Јов, и знаеме што е темата на книгата на Јов, кога заедно ќе дојде со останатите од другите светови. Значи, отворите во книгата на Јов, пред псалмите, во 1 глава.
И ќе читаме од 7 стих, па некаде до 11-тиот, односно од 6-тиот. Еден ден дојдоа Божите синови да застанат пред Бога, а меѓу нив пристапи сатаната и Господ го праша од сатаната, од каде доаѓаш? И ој вели, еве поминав низ земјата и ја заобиколив, одговори тој, и потоа рече Господ, дали го забележа мојот слуга Јов, нему никој не му е рамен на земјата, тој е непорочен и праведен човек. Тоа е од мојот остаток, тоа е мој, тој е човек со интегритет. Се бои од Бога и се отстранува од злото, а сатаната му одговара на Господа. Погледнете во лажгото. Зар Јов се бои напразно од Бога? Зар не ги загради него и неговиот дом и сиот негов имот? Го благослови делото на неговите раце, имотот му се умножи на земјата, ама испружи еднаш раката, па ќе видиш со други Бога. И што прави сега гјаволот овде? Прво на Адам и Ева им вика, Господ не е добар, го задржува доброто од вас, а сега гјаволот му се обрека на Бога и му вика, ти си премногу добар кон Јов. Погледнете го лажгото. Еднаш вели не е доволно добар, за да ги прелаже Адам и Ева, а сега му се обрека на Господ и му вика, ти си премногу добар кон Јов, си го заградил, имаш заштита над него, ама трни ја заштитата па ќе видиш. Се започнало од него. И еве сега да ја прочитаме, односно веќе ја кажавме, не мора да читаме, која заповед не сведочи лажно ближниот свој, која таа заповед? 9-та. Да. Добре. Ова беше едно мало екстремно тестирање. Популарно е тоа денеска. Не сведочи лажно против својот ближен. Послушайте го коментарот на Елен Вајт од Патриарси и пророци и што се опфаќа ова, и ако има некој овде, вклучувајќи ми мене, што нема да се најде овде, значи тоа што е фала му на Господ ако има таков, може би има, не знам јас, секој нека се испитува себе си. Видите какво толкување дава Елен Вајт на заповед. Овде се мисли, значи, кога се вели не сведочи лажно против својот ближен, не се мисли само на пред суд, ви сте сведок, па сега ќе лажете. Не. Значи, иако, може би тоа е импутирано, или самата заповед, на тоа го кажува. Овде се мисли на секој лажен збор, на секој обид или намера ближниот да се измами. Значи, од каде доаѓа сето тоа? Минатиот пат зборувавме од тука. Самата намера да го измамам другиот, и само ако ми недостасува прилика за тоа, јас веќе сум ја прекршил заповед. Човекот, значи, во самата намера човекот да се измами се наоѓа лага. Може исто така да се лаже со кимање на окото. Значи, не мора ни збор да кажете. Со кимање на окото, со движење на раката и со изразот на лицето, како и со зборови. Нормално. Ке видиме подоцна малко и примери од тоа. Поминавме дел од тој материјал во самите пословици, ке се подсетите подоцна. Секое намерно претерување, секое навестување или увивање, што е пресметано да предизвика погрешен или претеран впечаток, па дури и изнесувањето на фактите на таков начин слушателот да се заведе, представува лага. Че видите што се спаѓа во лага. Значи, претерување, намерно претеруваш сега, ја изнесуваш веста на тој начин да едноставно оставиш погрешен впечаток на слушателот. Тоа е измама, лага. Иако можеби вие кажувате и факти, продолжува понатаму и вели, па дури изнесувањето на фактите на таков начин слушателот да се заведе представува лага. Вие можете да смирувате вистина под наводници, ама на таков начин, што всушност ќе оставите впечаток над тој што ве слуша, пујнаков впечаток од она што треба да остава тие факти. И со тоа лажете. Оваа заповед забранува секој обид да му се наштети на угледот на ближниот со неточно прикажување, со лошо нагодување, со озборување или со пренесување на гласиште. Неточно прикажување. Колку пати тоа не се случило може. Лошо нагодување. Си земаме за право некој дури и мислите да ги читаме кај луѓето. Со озборување или со пренесување на гласите за ова па да не зборуваме. Ова е рак рана.
Дури вели и со намерно криење на вистината, со која можеме да ги оштетиме другите, вршиме престап на деветата заповед. И со намерно криење на вистината, значи премолчување на вистината, со кое што му штетиме на другиот, вршиме престап на деветата заповед. Значи, ова е една заповед која што, еве, длабински Елен Вајт ни ја дава, офаќа многу и е многу сериозна работа да човек, мислам, ако не да Боже некој да станал хроничен лажго меѓу нас, значи тоа веќе, не знам, далеко отидено, меѓутоа, сите понекогаш може би си подлажнуваме, некои бели лаги си кажуваме така наречени, а нема бела, црна. Лага си е лага. Треба навистина сериозно да се замислиме, дали ние можеме да спаднеме во бројот од 144.000, дали тој бил дословен или не навлегувам во тоа, туку во карактеристиките на тој народ. Значи, прочитавме, Откровение 14.5. Не се најде лага во нивните уста и тие се непорочни. Целосно го одразуваат Христовиот карактер. Сега, лажење без зборови. Прочитавме, значи, во самото толкување. Ајде да се подсетиме на Пословици 6 глава. Тоа ни беше во некој, дали минатата полука, мислам дека да, се чита овие стихови. Пословици 6 глава од 12 до 14. 6 глава Пословици 12 до 14. Вели, лукавиот човек, нечесниот човек, оди со лажлива уста. Значи, лаже со уста, нема што. Меѓутоа, намигнува со очите, тропа со нозете, покажува со прстите, измамите му се во срцето, сонува зло во секое време се е раздори. Значи, пазете, значи, овде е опишен, мислам, страшна работа. Еден човек кој што сонува зло, планира зло, во срцето му е зло, сака да направи раздор, со уста лаже, намигнува со очи лаже, со прсти, со нозе, значи, он е целиот лага. Барем таков е описот овде. Но поентата ми беше да се покаже дека еде и Соломон го потврдува оно што Елен Вајт го кажува, дека и со самото намигнување на окото или со било какви мимики може да лажете. Или еве сега псалм читаме 101 псалм 5 стих. 101 псалм 5 стих. Кој го клевети скришно својот ближен, него ќе го погубам. Премногу силно. Клеветењето е еден друг начин на престапување на деветата заповед. Не мора тука овде, мислам, многу да се коментира на овој стих. Или еве Пословици 16.28, значи за момент во Пословици повторно 16.28, овој стих вели: лукавиот човек се е раздор и клеветникот ги разделува најверните пријатели. Значи, видите, клеветењето, озборувањето, каков далекусежен ефект може да има. Пазите, Исус се моли од една страна, оно што е вистина љубив, оно кој што е вистина, оно кој што сака народот негов да биде со интегритет, се моли за единство, да бидеме сите едно, а од друга страна, ѓаволот го сака спротивно, сака да направи раздор. А раздорот му успева, меѓу другото, многу успешно преку овие начини. Прво послание до Тимотеј 5.13. Прво послание до Тимотеево послание 5.13. А освен тоа, бидејќи се без работа, овде станал збор за некои, мислам дека беа вдовици, жени, меѓутоа не мора да значи само жените го прават. Освен тоа, бидејќи се без работа, значи посебно оној кој што е незапослен, умот му е незапослен со некои позитивни работи, тој наоѓа време многу повеќе за вакво нешто. Значи, освен тоа, бидејќи се без работа, свикнуваат да одат по куќите, и не само без работа, туку се изборлести и љубопитни изборуваат што не треба.
ако овде се најдеме, исто е повик да вакво нешто не правиме и да се покаеме пред се. Или Левит 19.16. Левит, 3 Мојсиева. Левитската книга, 19 глава, 16 стих. Има еден куп вакви стихови. Еве неколку. 19.16. Не разнесувај клевети меѓу твојот народ и не станувај против животот на твојот ближен. Јас сум Господ. Еве еден друг начин, кој што беше спомнат во 9-та заповед, објаснувањето од Елен Вајт, Псалм 55.21. Псалм 55.21. Значи, ова спаѓа во кршење на 9-та заповед. Слушайте го овој стих, 55.21. Устата им е помека од маст. Се топат кога зборува. Устата им е помека од маст, а срцето за војна спремно. Озе станува збор за ласкање, за додворување. Ке речев за малку упшто мразам вакви луѓе, меѓутоа не смееме да ги мразиме таквите луѓе, туку да го мразиме греот. Уште во војска имав едно искуство. Еден од тие, што ги викавме тамо гребатори, знаете, војници, и тоа беше постар, сакаше се изгребе за нешто кај предпоставениот, кај офицерот, со тоа што мене сакаше да ме намести, како, не знам, не одела патрола за време на 1. мај, пошто тогаш немаше никој од нив присутно, од офицерите тамо на карулата, па не знам што беше, може би половична вистина, но не цела вистина. Имаше патроли, може би не беа онака, на ниво како што требаше, ама имаше патроли. Како и да е, и знаете, и што постигна со тоа? Што се постигнало со вакво нешто? Значи, устата им е помека од маст, а срцето за војна спремно. Значи, ви мислат, кој знае што, а пред вас зборуваат. Зборовите понижни од масло, а тие се извлечени мечи. Значи, спремни да ранат. Или половична истина, малку спомнав од тој момент од војска, сеќавате на Аврам, што вели за Сара, го ставил во незгодно Авимелек, за малку ќе настрадал човекот, царот Авимелек, со тоа што кажал, од страф, од едно друго, од што и да е, дека Сара му е сестра. Што да, било точно, но го прикрил оној дел, дека му било и жена. Како и да е, сето тоа спаѓа во кршење на 9-та заповед. И, кога сме веќе кај тоа дека треба да светлиме, вакво нешто не сме да има меѓу нас. Како тоа ќе светлиме, како тоа ќе дојде некој во црквата, ако сме такви. Послушате еден пример, кој што го најдов, го прочитав и ја малку го модификував за наш терен тука. Слушате го внимателно, значи следете го, ја не би сакал да објаснувам ништо многу, ама слушате го внимателно. Дарко и Филип живееле во Скопје. Дарко одел на црква секоја сабота, додека Филип немал стапнато во црква цели 20 години. Дарко ја чита Библијата секој ден, додека Филип нема ни Библија. Дарко редовно гледа проповеди на интернет, додека Филип не го не интересираат. Сега, Дарко еден ден зел на почек нов хард диск за компјутерот од локалната продавница за компјутери и хардвер. И ветил дека за месец дена ќе го исплати. Продавницата била во собственост на Филип. Поминале 3 месеци, но Дарко не платил. Еден ден Дарко го поканил Филипа да дојде на црква во сабота. Филип останал дома и си гледал телевизија. Не знам дали остатите пример. И треба да го повторам. Значи, за да поканите, за да доведете некој, за да навистина, ние треба да бидеме како прво луѓе со интегритет. Нашиот збор да биде, ако е да биде да, како што вели Исус во една прилика. Ако е не, да биде не. Поштеност, честност, како што самиот збор интегритет вклучува во себе. Или еве Ефесијаните 4.25. Да отвориме во Ефесијаните 4.25, што ни вели овој стих овде. И во оваа глава, 4 глава, Павле зборува за единството, за тоа како да го сочуваме единството, како да
да го постигнеме и како да го сочуваме единството, ако ја читате цела глава, тоа е контекстот, но 25 стих вели: затоа отфрлете ја лагата и зборувате вистина секој со својот ближен, зашто сме членови едни на други. Ние сме едно тело. Ако ние меѓу себе се лажеме, му правиме услуга на ѓаволот, ѓаволот може само да направи раздор. Значи, нечестноста, неискреноста прави раздор, го уништува единството. Еве на една, може фамилија да земете исто. Или еве, ние сме како една фамилија, црква. А наспроти тоа, честноста, искреноста меѓу нас не ги збива редовите и не прави уште поединствени. Тоа е факт. И еве сега доаѓаме кај тие стихови, малку ги спомнав претходно. Матеј 5 глава, ќе читаме од 33 до 37. Че видовме дека не можеме ние да сведочиме, да бидеме вистински сведоци, ако немаме свој интегритет. Не можеме ни да сочуваме единство, да бидеме единствени, ако го немаме интегритет. Ако не бидеме искрени. И сега доаѓаме во Матеј во една ситуација кога Исус повторно има еден судир, би рекол тука, со фарисеите. И од 33 стих ќе читаме. Матеј 5:33. Уште сте чуле дека им било речено на старите: не нарушувај ја клетвата, односно за клетвата, поточно, а исполнувај ги пред Господа своите клетви. А јас ви велам, не колнете се никако, ниту во небото, зашто е Божи престол, ниту во земјата, зашто е подножje на неговите нозе, ниту во Ерусалим, зашто е град на великиот цар. Не ке се колнеш ни во својата глава, зашто не можеш ни едно влакно да го направиш бело или црно. Туку вашиот збор нека биде да, да, не, не. Што е повеќе од тоа од лукавиот? Јас овде имам сериозен проблем. Значи, поготово кога кажувате нешто неколно. И сега тој сака да ве наведе да му објасните, значи ќе кажете да. Ве прашуваат нешто и ви одговарате да. И сега ве сакат да ве наведат да кажете плюс уште нешто, значи образложение на тоа. Па чекай сега, значи ти како прво немаш доверба во мене, штом тоа го правиш. И јас го имам тој проблем, да покрај тоа да, изнареда муши не знам колку реченици и после само нервози и проблеми и така натаму. И да избегнете нервози и да... Едноставно, нашиот однос меѓу нас треба да биде таков, ние треба да имаме таква една доверба, ако сме членови на едно семејство, ако сме ние членови на тоа тело Христово. Вашиот збор да биде да, ако е да биде да, ако не, не. А не некојаш, може би некој сме да, па не, па да, и ке испадне некоја песничка за деца. Може би. Како и да е, овде Исус, да не навлегуваме понатаму многу, затоа што и времето не гази, не е против заклетвата. Исус не е против заклетвата. Меѓутоа сака да каже дека за еден христијанин не е потребно да се колне. Доволно е да каже да. Фарисеите си, знаете, имале евреите, имале една цела листа на заклетви и имале некои своји правила, затоа Исус им го кажува, меѓу другото, дека некои заклетви се многу пообврзувачки од други. Некои трети заклетви па и може и да ги прекршиш, па ништо нема да биде, мислам, зло за тебе. Значи, Исус зборува против тоа и Исус сака да каже едноставно дека меѓу нас не мора ние да се колнеме, па жими ова, па жими тоа, па пред Господа ти зборувам, често пати знаеме да кажеме, нема потреба тоа. Да, не, не. Исус вели дека тоа е доволно. Еве Јаков исто зборува во тој правец, имавме поука од неодамна, посланието на Јаков, отворите во Јаков, во 5 глава 12 стих. Јаков 5.12, може би сеќавате и на ова проучување. 5.12 Јаков. А пред се, браќа мои, не колнете се ни во небото, ни во земјата, ниту во некаква друга клетва. Вашето да биде да, а вашето не, за да не паднете под суд. И сега да прочитаме во Второ Законие, или 5 Мојсиева,
во 19 глава, ќе видите самите што станува збор овде. Второзаконие 19 глава, 5 Мојсиеве 19 глава, од 16 стих. Во мојата Библија вели овде под наслов Закон за сведоци. Нели? Се уште сме на тоа, меѓу другото 10-та заповед, како да е одредена, 9-та заповед се извинувам, за токму за сведочење пред суд, но ние видовме дека има многу пошироко значење и многу подлабока, како и секоја заповед. Но еве конкретно, за сведоци, закон за сведоци. Евреите имале закон за сведоци. И еве како бил тој закон. Читаме од 16 стих. Ако некој лажен сведок стане против некого обвинувајќи го за буна, или за било што е, тогаш двата кои се спорат нека стапат пред Господа, пред свештеникот и пред судиите кои ќе ја вршат службата во тоа време. Судиите нека спроведат основна истрага. Ако се покаже дека сведокот е лажен и дека сведочил лажно против брата си, еве што треба. Направете му онака како што тој му намислил на својот брат. Откорнете го злото од својата средина. Исто сериозни зборови. Она што тој му намислил на својот брат, значи дали сака да го намести или било што, треба нему таа казна да го снајде. Меѓутоа ние знаеме дека има и уште поголема казна. Или плата за грев е смрт. За било кое кршење на било која заповед, како и на 9-та. Псалм 15. Еден куп стихови прочитавме. Но и тоа е убавината на Библијата, како самата себе си се надополнува со овде малку, онде малку, што вели Исаија. Псалм 15, ќе прочитаме целиот тој краток псалм. Кој е достоен да се јави пред Бога? Е насловот, односно прашањето, Давидово. Господи, кој може да живее во Твојот чатор? Кој ќе се настани во Твојата света гора? Оној кој оди непорочно, кој твори правда и зборува вистина од своето срце. Мајте, не случајно овде вели, зборува вистина од своето срце. Чи, зборовите соодветствуваат со мислите. Оно што минатиот пат го зборувавме. Тоа е интегритет. Кој не клевети со својот јазик, кој не му прави зло на ближниот и не го срамоти својот сосед. Кој го презире лукавиот, а ги почитува оние кои што се бојат од Господа, кој се заколнува на своја штета, еве дури и заклетва безпомната, па не се одрекува, дури на своја штета, ако се заколнеш, не се одрекува, вели. Кој не го дава своето сребро за добивка и не прима подкуп против невиниот. Кој постапува така, нема да се колеба никогаш. И тој е тој кој што ќе може и ќе е достоен да се јави пред Господа. Така вели Давид. И самиот Давид, кој сме кај него, веројатно сватил дека поизмамливо од се е срцето човечко и кој може да проникне во него. И видовме едно од минатите проучувања дека дури сами од себе си може да се измамите со своите собствени зборови. Ако доволно често од една лага, ви ќе поверувате во тоа дека еден ден е вистина. И самиот Давид, сваќајќи го тоа, се моли со молитва во 139 псалм, една прекрасна молитва, молитва која што одговара токму на сегашното време. Ние живееме во време на Јом Кипур, кога треба самите себе да се испитуваме, да видиме дали одиме на правиот пат. И Давид овде вели, испитајме, по последните два стиха од 139 псалм, 23 и 24. Испитајме целиот Боже, запознај ми го срцето, испитај и запознај ги моите мисли. Погледај да не одам по гибелен пат и поведи ме по вечниот пат. И наистина, ова често пати треба да го молиме, често пати треба да имаме контакти, да имаме разговори со Господа, да бидеме целосно отворени и искрени пред Него, да побараме да Тој со својот Свети Дух не испита комплетно, целосно, затоа што, браќи и сестри, ние не можеме да се скриеме од Господа, ние можеме да изманипулираме некого и да излажеме некој трет, четврт, меѓутоа Господ не може да го излаже. Самиот Давид во истиот псалм, читаме од 7 стих, вели,
Значи исти 139 псалм. Каде да одам од Твојот дух и каде да побегнам од Твоето лице? Можно ли е? Ако се вознесам на небото, таму си. Ако легнам во подземјето, и таму си. Ако ги земам крилјата на зората и се населам на крајот на морето, и таму си. Твојата рака ќе ме води, Твојата десница ќе ме држи. Ако речам, нека ме скријат темнината, но дури и ноќта ќе биде како светло околу мене. Нити темнина, нити ништо. Знаете, оние кои што прават зли дела, како што вели Јован во своето Евангелие во 3 глава, таму некаде, ги прават во темнина и затоа не ја сакаат светлината. Меѓутоа, и темнината е светло за Господа. Не може да не се окри ни една темнина. Ноќта свети како ден и темнината е како светлина. И така натаму, да не читам. Значи, Господ се гледа, Господ се знае, Господ сака да бидеме спасени, Господ сака да бидеме чисти, Господ сака да бидеме во тој остаток, Господ сака да бидеме народ со интегритет. И тоа цврст интегритет. Псалм 32, една убава порака, еден исто псалм кој што е наречен покајнички, како и 51-иот, гласи вака, значи стиховите од 3 до 5. Кога молчев, Давид направи 300 греови. И тоа знаете како, значи ако ја проучаваме таа цела глава тамо во прва или втора Самуилова беше 11 глава. Така нешто ќе видиме каква све тој шпанска или турска серија направил буквално, значи какви се перипетии, какво се покривање на сите тие негови грешки што го направил само за да се избави. Но нема избавување, нема бегање од Господа. Вели, кога молчев, моите коски се исуши од моето овкање преку цел ден. Видите греот, значи какви тешки последици има и врз вашето здравие, врз вашето расположение. Ден и ноќе твојата рака тежеше врз мене, значи совеста ме мачеше. Мојата животна влага се претвори во летен припек. И тогаш, вели, 5 стих, конечно го признав својот грев пред тебе и својата вина, веќе не ја криев. Реков, че му го признам на Господа својот престап и ти ми ја прости вината на мојот грев. А Господ едве чека да му признаја. Значи, молитва на која што имате инстант одговор од Господ е токму таа. Кога се молите, да Господ ви го прости греот. Кога се кајате, нормално и барате прошка. Господ веднаш одговара. И на крајот, ќе дадам еден пример од еден познат човек, најголемиот американски председател на сите времења. Кој е тој? Абрахам Линколн. Од неговиот живот, еви ова нека ни послужи како пример какви тоа треба ние да бидеме. На возраст од 24 години, значи се уште млад, Абрахам Линколн заработувал годишна плата, тогашна, од $55. Како управител, поштенски управител во пошта, една селска пошта во Нью Салем во Илиноис. 1836 од некои причини таа пошта била затворена. И дури после неколку години доаѓа агент од Вашингтон, од владата, и му соопштува, пошто тој како поштенски управител, нели, се среќаваат и му соопштува дека поштата уште од тоа време и должи на владата $17. Сега сумата нели изгледа мала, меѓутоа го забележите неговата годишна плата била $55, така да $17 не била мала сума за тоа време. И сега поштата наводно должи на владата $17. И што се случува? Абрахам Линколн тогаш од еден дрвен ковчег, кој што го чувал дома, ковчеже некоја, извадил жолто завиткано крпче и ги извадил тие $17, кои што ги чувал сите тие години. И дори рекол, никогаш не сум користил туги пари за ништо. Цели 24 години подоцна од овој случај, не само овој случај, мислам имате еден куп примери со значи, тоа каков карактер бил, која ќе стане председател, значи, тој уште многу порано ја заработил титулата честниот Ейб, така го викале. The honest Abe, Ейбрахам, нели, скратено. И токму тој е оној кој што ќе придонесе да ја обедини разделената држава, знаете, за време на она крвава граѓанска војна, да го укине робството во јужниот дел и да ја обедини разделената држава. Токму тој, со цврст интегритет, чесен
и поштен. Значи, видите, честноста, поштеноста, интегритетот ги збива редовите, го зајакнува единството. Другото го разрушува, видовме. Значи, на Бога му се потребни луѓе со интегритет. А ако имате интегритет, ќе имате и кредибилитет. Се овие зборови, ја ден-денска ги учам, што се, па затоа не кажувам така од ѓутора. Кредибилитет значи да сте достојни за доверба. Човек кој што има кредибилитет е човек достоен за доверба. Че ако сме со интегритет, ќе имаме и кредибилитет, и ако сме луѓе со интегритет и кредибилитет, тогаш луѓето други ќе го препознаат тоа и ќе имаме успех во нашата работа, во нашето сведочење. Впрочем, за тоа сме повикани. Налогот е даден за да одиме и да проповедаме и да ги осведочуваме луѓето, за да и тие го запознаат Исуса Христа, да ја запознаат вистината, светлината, мудрост и да тие бидат спасени. Нека му е слава на Господа и нека ни помогне ако сите ние, имаме, не дека немаме слабости во оваа област и често пати ја кршиме деветата заповед. Нека му е слава на Господа за неговата милост.